Немате повеќе кредибилитет да ја вршите функцијата и затоа треба да ја напуштите министерската фотелја. Со овие зборови Маријанчо Николов во име на опозицијата побара интерпелација на министерот за финансии Зоран Ставревски. Николов образложи: кредибилитетот го изгубивте со тоа што не отворивте ниту една фабрика и не доведовте на врвот на мизеријата и невработеноста, и со тоа што наместо граѓаните да ви се приоритет, вам приоритет ви се теснопартиските интереси. Николов наброја 10 причини поради кои Ставревски треба да ја напушти позицијата. Од СДСМ му замеруваат за акцијата Детонатор, која покажала дека има пропусти во царинското работење. Му замеруваат за сиромаштијата, која во последниве 4 години урива рекорди, за тоа дека се трошат 100 милиони евра за реклами за вработување, а вработувања нема, за огромните потрошени средства за проектот Скопје 2014, состојбата во фондовите за пензиско и здравствено осигурување кои се оставени на работ на опстанок и неуспешниот проект Купи куќа, купи стан. За сите овие 6 години колку што ги правите буџетите во Република Македонија, вие сте потрошиле 14 милиарди евра пари на граѓаните на Република Македонија. Тоа се, господине Ставревски, 7 милиарди повеќе од било која влада, или 1 милиарда повеќе секоја година од било која претходна влада. Кои резултати ги постигнавте и со што може да се пофалите? Каде се парите? Ставревски во одговорот кажа дека опозицијата сака да наметне слика дека владата се задолжува, што според него не е точно во реалноста. Долгот според Ставревски е помал за 12% поени, а тоа значи дека македонските граѓани се во групата најниско задолжени во Европа. На обвинувањата дека не се изградени патишта и проекти, кажа дека се завршени 7 километри автопат и дека оваа година започнува изградбата на коридорот 10, што е во вредност од 300 милиони евра. Значи, политиката на оваа влада, во која што јас сум министер за финансии, овозможи креирање на околу 75.000 работни места и соодветно екзистенција на 75.000 македонски семејства. Ние, да ве подсетам, не ветивме вработување по едно лице од секое семејство, како што вети Бранко Црвенковски, но реализиравме 75.000 нови работни места. Ве прашувам, колку работни места се отворија во времето на СДСМ? Јани Макрадули од СДСМ побара за акцијата Детонатор, наместо фалби министерот да одговара и кривично и морално. Посочи дека за 100.000 евра Љубе Бошковски заврши во затвор на 5 години, а дека со пропустите во царинското работење и управата за јавни приходи, со нелегалните автомати за игри на среќа, државата е оштетена за 10 милиони евра. Не ви беше причина да проверувате дека некој со парите што ги заработува не плаќа во буџетот средства кои што треба да се дадат за лекови за болници, туку си ја купувавте изборната единица 3. Тоа не ви сметаше тогаш, така? Сада само ви беше крив. Претеничката Ленче Николовска рече дека и да не е сиромаштијата 30% и да не била Македонија задолжена со пола милион евра и да не беше државата прва во мизерија, Ставревски ке требаше да си оди бидејќи заедно со Груевски го уништија македонскиот аграр, а Македонија ја направија зависна од увоз на стратешки прехранбени продукти како млеко, месо и лебно жито. Најголемиот дел од парите на сите граѓани завршија кај ваши луѓе. Така се финансира и партијата. Со овие пари добивате избори. Вистинските земјоделци за ова треба најмногу да се лутат, бидејќи тоа се нивни пари. Тоа се парите со кои требаше да си купат трактори, да стават системи капка по капка, да подигнат нови насади. Треба да знаат дека ако тие добиле 1 евро, некој ваш човек добил 101. Според деловникот, собранието расправа за интерпелацијата само еден ден. Министерот Ставревски веќе 2 пати се спаси и покрај сериозните критики испратени од опозицијата. Мнозинството тогаш изгласа дека тој одговорно си ја врши својата функција.